Македонската историја завладеа на плоштадот Македонија, сител на составувањето на споменикот Воин на конј. 13-метарската импозантна скулптура ги буди националните чувства на минувачите. Мнозинството од граѓаните сметаат дека историските и естетските вредности на овој споменик требало уште од поодамна да завладеат со централниот плоштад. Монументот на пиедесталот ќе се монтира од утре. Работниците од леарницата Фернандо Маринели работат на финесите во склопувањето. Голем број на граѓани ги нављудуваа завршните работи. Големината ги импресионираше. Најубаво нешто, идеално. Ред е да се покажеме како македонци. Македонија е тоа. И чекам што поскоро да го постават. Да му се поклониме. Ремек дело. Мислам дека малци ќе ми биде криво кога ќе се качи горе, оти овака, мислам, по-ниско ми се чини дека по-надофатни е на погледот и на тие работи. Нешто прекрасно, мислам, секоја чест тие што го изработиле и што го осмислиле. Па, да ви кажам, што има да мислам, ова е нешто најубаво, ова со закаснување, али мислам, сепак ќе го оправда, ова требало уште пред години да биде. Скопје заслужува нешто вако. Ние на времето имаме тука доста убави градби, али за време земјотресот и што требаше и што не требаше, они ги срушија. Така да, ова само ти човек што може да посака, да се диви на ова нешто. Вако, па како нема да биде? Ќе биде, ова требало, ви кажувам, требало само уште порано да биде, да се деси. Али изработката е феноменална. Јас сум гледал, мислам, немам отидено некаде, али сум гледал вако или вако здание, немам видено некаде. Се најубаво, се најубаво. Нема ништо против политика, ама еве, Груевски, сега да ви кажам, нема никој така идеја. Ај, кажете, кој има идеја? И вие да биете тамо, на таа место, дали имате таа идеја? Стварно пари држи во таа, ама сега се краде, ама како да ви кажам, али орика и не може, орика се парите. Нема ништо против Бранков, ама дали он би имал така идеја? Не знам. Збор нема, все е убаво. Ова ќе биде за векови. Супер. Kada poglедам по ова, а поготово Александар Македонски, супер, нема збор. Роден Скопјанин супер, Воднанец, имам ништо од Водна, ама сакам да ви кажам, sve е супер, најубаво. Немам збор, sve е најубаво, sve ќе биде најубаво. Да ви кажеме на работа. Сум поминал, сум живеел во Германија. Одам во Америка. Споменици се гради секаде, не тоа дека е стара историја или нова. Секој има нешто да изгради, а ние македонците имаме најголема заслуга на Александар Македонски, за Јустилијан и за сите овие споменици што се овде. Зашто се изградени? Затоа што ние бевме ограбени, уништени, историски, духовно и како сакате, бевме заостанати најмалце 100 години од ослободувањето што не бевме изградени. Јас сум староскопјанец овде. Ова беше една алеја, една улица која што немаше ништо изградено, сега за овие години е направено. За споменикот, светско чудо, нека му е со среќа, и луѓето кои го градат, треба и исто и на нив да ми се направи споменик. Затоа што вакво чудо до сега не е направено ни во Македонија, ни во светот, а ние сме македонци. Самите македонци треба да се гладееме што ваков споменик се гради едини во светот, а се знае тоа дека сме ние и со Јустилијан, и со Александар Македонски, и со овие сите тука луѓе, со тоа ќе кажеме на светот дека имаме историја, прва историја имаме. Не сме сами. Оној е роден во Таор, овој е роден во Македонија. И сега ние самите негираме против тоа. Тоа се луѓе кои порано беа, луѓе кои живеа на работичката класа, на сметка. 7 работника работеа, еден од нив живееше како господин. Значи работниците работеа една работник за 7 службеници, а сега тоа се скрати, али сега више доаѓа правата историја на Македонија. И сите револуционери што погинаа млади, нека се срамат што зборуваат дека овие околу биле, зашто биле на конј. Па тога немало офичо, да оделе со офичовци, да оделе низ това. Тога се одело со коњи. Кога е првата пруга во Македонија донесена? Пред 110 години. А овие кога се, пред колку години се? И кој
ја руши нашата историја. Нашите луѓе овде, издајници, предавници. Ја не сум у ниједна партија, али не сакам да кажам тоа што е нешто убаво, некој да го негира дека не е убаво. Јас сум воодушевен. Ова стварно му требаше на Македонија. Да видат и странци кои сме. Потеклото од кај ние, све. Стварно сум воодушевен. Не може да зборам друго. Јас мислам дека со ова се докаже и се каже на светот дека ова е стварно Македонија и дека Македонија постоела и ќе постои. И ова е гордост на македонскиот народ што се стави овој конечно овој споменик, што имаше некој таква мисла, поготово премиерот Груевски, што постои вако споменик и им докажа на светот чиво е потеклото фактички на светот и кој е најголемиот војсководач кој бил во светот. А тоа потекна од македонскиот народ. И докажавме дека македонската нација постои и ќе постои и постоела со векови. И премногу сум задоволен и горд сум што сум македонец и роден во центарот на градот, што може сепак народот да го види кој е Александар Македонски. Вакво дело нема у Европа и како што читам у новина. Тоа ќе остане за веки веков, што вика Груевски. Ја не сум за ниједна партија. Важно, голема работа, што се дивам и што се радувам како граѓанин на Скопје. Се радувам и се дивам, те кажам право. Ако сум стар човек, уживам да го гледам, застана еден сат го гледам. Живи све. Цел сат го гледам, не зборам што да кажам. Браво! Паралелно со војнот се склопуваше и споменикот на најпознатиот средновековен македонец, византискиот император Јустинијан I. Ако кој гледам историјата, да почнувајќи тамо, преди, навома пак, што е историја, тоа е добро, што тоа е добро, много, се што се гради, много добро. Така се, градот значи го красе и Александар и Јустинијан, тоа е нешто што се гради, много добро. Голем правник, Јустинијан Пима.